Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате деветиот дел од книгата Одговори на 4 прашања поставени од господин Сирач Уддин, христијанинот. Оваа книга е напишана од Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам, печатена во Дија ул Ислам, печатницата во Кадијана, под надзор на Хаким Фадала Дин Сахиб на 22 јуни 1897 година. है दस्त क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. Тевратот бил објавен само за евреите и Месијата дошол само за изгубените овци на Израил. Поради тоа тие не биле загрижени за другите луѓе и не учеле за правдата и доброчинството кон нив. Нивните учења останале ограничени на израелците. Ако ова не било така, зошто Исус, кога го слушнал плачот на понизното молење, джентила, на жената, одбил да ја покаже милост и рекол дека тој е испратен само за децата на Израел. Кога Исус не покажал никаква сомилост и милост кон оние кои биле надвор од племето на Израел, како од него можеме да очекуваме да даде такво учење? Исус самиот јасно кажал дека не бил испратен за друг народ. Оттаму е неразумно да очекуваме дека неговите учења ќе овозможат било какво упатство во поглед на милост кон луѓето од друг народ. Сите учења кои Исус ги донел биле наменети за евреите. Тој не сметал дека има право да дава упатства на другите. Како тогаш од него може да се очекува да не подучува на универзална сомилост? Дури и да во Инџил има нешто што ја одрекува неговата изјава, дека неговото учење и неговата сомилост биле ограничени на евреите, ние тоа ќе го сметаме за вметнување, бидејќи таквата контрадикторност е неприфатлива. На ист начин, Тевратот бил исклучиво за евреите и тој прогласувал дека неговите учења се токму исклучиво за нив. Единствено честниот Куран е закон кој донел апсолутна правда, доброчинство и симпатија. Семокниот Бог вели: кажи, о луѓе, навистина сум јас на сите, ваш Аллахов пратеник. А ние тебе не те пративме, освен како милост на сите светови. Прашање 4. Исус за себе вака зборувал: дојдете кај мене, сите вие кои сте изморени, јас ќе ви дадам одмор. Јас сум светлина, јас сум пат, вистина, живот. Дали основачот на Исламот некогаш за себе зборувал во овие термини? Одговор. Честниот Куран јасно вели: кажи, ако го сакате Аллах, следете ме. Аллах ќе ве сака и ќе ви ги опрости вашите гревови. Ова ветување дека со следењето на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем човекот станува сакан кај Бог, го надминува сиот говор на Месијата, бидејќи не постои повисока положба од постигањето на Божјата љубов. Кој е повреден себе си да се прогласи за светлина од оној кој води кон Божјата љубов? Од овие причини Господарот на честа и славата, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, го нарекол светлина. Он вели: навистина од Аллах ви дојде светлина. Во споредба со ова ветување, дојдете кај мене сите вие кои сте изморени, јас ќе ви дадам одмор, изгледа беззначајно, ако земеме во предвид дека тука одмор означува материјална утеха и попустливост. Кога муслиманот вистински станува муслиман, тој треба да извршува намази 5 пати дневно, да станува пред изгрејсонце поради утринскиот намаз,
да зема абдест со вода дури и во времето на зимските студенила, да оди во џамија 5 пати дневно поради намаз во џемаатот, да ја остава удобноста на спиењето во полноќ, за да го изврши тахаџуд, доброволен намаз кој се прави во втората половина од ноќта, да се воздржува од гледањето жени, да се воздржува од алкохол и останатите опојни средства, да ги почитува правата на другите поради стравот од Божјата одмазда, да пости 29 или 30 дена стално секоја година во исполнувањето на Божјата наредба и да ги исполнува сите останати видови на финансиски, физички и духовни обожувања. बरोज़े हश्र सभी तेरा साथ छोड़ेंगे, करेगा एक वफा ला इलाहा. Од друга страна, оној момент кога муслиман станува христијанин, тој е ослободен од овие товари. Спиењето, јадењето, пиењето и барањето на физички задоволства стануваат негова единствена цел. Како животното, тој моментално е ослободен од сите забрани и не прави ништо освен што јаде, пие и се впушта во ниски задоволства. Ако навистина е ова она на што се мислело во Исусовите зборови, јас ќе ви дадам одмор, тогаш ние признаваме дека христијаните, за сметка на слободата која себе си ја дале, наоѓаат голема удобност во ова физичко и минувачко постоење и дека во ова им нема равни во светот. Како муви, тие седат на било што, како свињи тие се прејадуваат со било што, ќе им се најде на патот. Хиндусите не јадат кравјо месо, а муслиманите се држат подалеку од свинското, но тие срекно ги јадат и едното и другото. На вистина е вистинита изреката: биди христијанин и работи што сакаш. Во својата забрана за јадењето на свинско месо, Тевратот отишол толку далеку, што забранил дури и да се допре, и јасно вели дека ова забрана е трајна, но овие луѓе не остапуваат од тоа, дури и ако тоа било гадно во очите на сите пратеници. है दर्द दिल की दवा ला. Ние можеме да признаеме дека Исус пиел, но дали некогаш јадел свинско? Всушност, тие во парабола велат: не фрлајте бисери пред свињата. Ако бисерите означуваат чист збор Божи, тогаш е неминовно дека свињата означува нечист човек. Исус јавно кажува во оваа парабола дека свињата е нечиста, бидејќи постои тесна сличност помеѓу некоја ствар и нејзината прилика. Накратко, одморот кој христијаните го уживаат е одмор на слобода и попустливост. Што се однесува до духовниот мир, кој е резултат на заедницата со Бог, јас прогласувам и Бог ми е сведок, дека христијаните немаат удел во тоа. Преку нивните очи се фрлени превези и нивните срца се мртви и зачекориле во темнината. Тие се потполно несвесни за вистинскиот Бог и неправедно го прогласуваат понизниот човек, кој е ништо во споредба со вечното битие, дека е семоќен. Тие се лишени од духовниот благослов, внатрешната светлина и љубов и спознание за вистинскиот Бог. Нема ниеден меѓу нив кој поседува знаци на вистинската вера. Ако верата е на вистина благослов, таа мора да поседува одредени знаци. И кај се наоѓа христијанинот кој покажува знаци на верата за која Исус зборувал? Или инџилот е невистинит, или христијаните се лажливци? Наспроти тоа, знаците на вистинските верници кои честниот Куран ги изнел се манифестирале во сите доба.
Честниот Куран вели дека вистинскиот верник ја прима Божјата објава, го слуша Божјиот глас. Неговите молитви се примени повеќе од оние на друг народ. Нему му се откриени нештата на невидливото и тој на секој чекор е поддржан од Божјата помош. Всушност, овие знаци денес во толкава мера представуваат доказ како што биле и во минатото. Сето ова покажува дека Куранот е возвишена Божја реч и дека ветувањата на Куранот се Божји ветувања. Дојдете, о христијани, надпреварувајте се со мене ако имате било што во себе. Убијте ме ако сум лажливец, инаку вие сте виновни во Божите очи и стоите на работ на пеколен оган. Нека е мир над оние кои го следат упатството. हजारों बल के हैं लाखों इलाज रूहानी, हजारों बल के हैं लाखों इलाज रूहानी, मगर है शिफा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. Ова е последниот дел и книгата Одговори на 4 прашања поставени од господин Сирач Уддин, христијанинот, е завршена. Еселаму алейкум.